Добредојавте во уште едно ново видео на Скратен корнер со мене, Кирил и Владко. Денеска се земавме дресчиња и двајцата. Да. Ова е технички каму доаѓа униформа за зборење за фудбал. Точно. Ти дава confidence boost и плюс knowledge плюс 30%. Да, плюс 30%, имаме бонус поени со ова. Владко имаше една многу добра идеја вчера и затоа денеска веднаш збрзавме да ја реализираме. Значи, ме замоли да ве прашам вас, односно нашите гледачи, нашите следачи на социјалните мрежи, да не ги дадете вашите најконтроверзни мислења. Сега, вие ги дадовте, мислам ова го направивме на Твитер, под нашиот твит се изнаредија некои 40-50 одговори. Ги дадовте вашите одговори, меѓутоа, заради начинот на кој што ги имавте поставено вашите прашања или тези или теми кои што сакате да ги слушнете како зборуваме за нив, го поделивме тоа видео на два дела. Едново, кое што сега ќе зборуваме е преценети и подценети, односно популарното underrated, overrated. Имаме многу интересни кандидати и фала ви најпрво многу за предлозите доздолу, сите беа одлични, меѓутоа мораше да направиме некоја селекција за да направиме најинтересно можно видео. Ќе има вакви прашања во иднина многу. Да, повеќе и почесто. Првата теза. Почнуваме од еден добар пријател на подкастот, Ноулак Македонец. Ангел, поздрав до тебе. Поздрав. Вели, Киеза е 100 пати подобар фудбалер од Кварацкелија. Свати го ова како сакаш, дали зборуваме за тоа дека Киеза е подценета, Кварацкелија преценет или било што, ај првин да одговориме на оригиналнава теза која што има наметната Ангел. Дали Киеза е подобар од Квара? Оверал, да, и дека ќе има подобра кариера, да, дека има повеќе направено, да. Моментално го мачат повреди, во подобра форма е моментално Кварацкелија, меѓутоа многу кратка кариера има и многу малку постигнато, да не речам скоро ништо, освен сезона што езда му е прва сезона нели во Наполи. Многу фама се крева, нели познато за грузиците, така што ги билдаат нивните играчи. Го гледаме те во НБА со Пачулија која беше, нели. Да, ми се допаѓа ова теза, не знам како кажам на Ангел, 100 пати е онака пишано како умало. Да, добро, мислам го свативме дека не. Генерално се согласувам, да. Ова го позборувавме со Владко и надвор од нели снимањево. Му го кажав моето мислење, ќе го слушнете се и вие. Значи, мислам дека се има, најголемата врска ја прави дали и како го формулираме ова кое што сакаме да го кажеме. Односно, Киеза е 100 пати подобар фудбалер од Кварацкелија. Јас би рекол, ако речеме Киеза е подобро крило од Квара, јас велам дефинитивно. Апсолутно. Мислам дека сите можни квалитети на едно крило кои што треба да ги има во Киеза и мислам дека ако тебе ти треба крилен играч кој што ќе ја врши улогата на крило, тогаш Киеза дефинитивно. Како фудбалер, комплетно, му давам мала предност на Кварадона, иако сите знаат дека сум огромен фан уште од одамна и ќе му давам мала предност не само заради тоа што го симпатизирам. Да. Сум пристрасен, ама искрено гледам и малку повеќе во него во однос на тоа што, гледај сега, Киеза колку и да го сакам стварно многу се, меѓутоа имаше многу долга повреда. Да. И по повредата не знаеме како ќе се одвива неговото. Пред повредата доволно покаже и во Фиорентина и во Јувентус и европски шампион. Да. Мислам беше веројатно и најдобар фудбалер на италијаните на тоа европско, како според мене да. Добро, окей, дадовме одговор на ова, ќе се префрлиме кон второто. Мислам дека сте задоволни со одговорот, можеби не ни беше истиот, ама што има врска. Виктор Стевич. Виктор Стевич има интересно тврдење. Вели, Жиру и Томас Мулер се најуспешните трупови во фудбал со 100 титули. Повторно 100-ката се меша нешто тука, сега 100 немаат 100 титули, ниту заедно немаат 100. Ама ајде. Не би се сложил дека се трупови во фудбал, не може да се трупа да играш во толку јаки клубови, нели Мулер или Милер како го милуваме да го наречеме. Игра во еден клуб само во Бар Михен, нели дете нивно и мислам тука ќе заврши кариерата. Има освоено све што може да се освои. Светско првенство со репрезентација, исто и Жиру. Лига на шампиони, значи буквално
Се. Да, го имаат Има- покорено да, фудбалот. да. Сега, И не може да се трупови, као не може сите да очекуваме да видат Ембапе, Роналдо, Меси или Халанд да дават по 100 голови на надпревари, сами да Да. взимаат од средина на терен да дриблат и се. Меѓутоа и Милер и Жиру го даваат тоа зашто се практично земени во тие клубови, нели? Оно што му е потребно Да, на тимот. да, да, Јас да. имав една изјава порано на термини која игравме. Јас и Томас Милер и кои други сакат. Да. Ке тепаме сигурно, бидејќи Томас Милер не знае можеби да игра премногу фудбал. Ама тој знае како да победува во Не знае фудбал. ни да Јас се губи, да, извинувам. да, да. Он не е Ама исто и губитник. Жиру, и Жиру мора да се подсетиме дека има земена титула со Монпелие, нели? Да, Прва да, во како клубот, прв стрелец да, на да. Монпелје, тоа е Да, на еден пари сме зема титула во друго време, кај што не беа. Да. Јас дефинитивно ќе кажам и за двајцата играчи, и Оливие Жиру и Томас Мулер, дефинитивно подценети во мои очи. Па подценети не, али да може да се подценети играат. Може би за Жиру не толку многу, бидејќи последниве 3-4 години ја добива љубовта што ја заслужува, ама Томас Мулер мислам дека заради поголемите звезди и во репрезентација и Да, во клуб од увек е него не ја занемарен, добивал да. она признанието што може бројките му се огромни, голови, асистенции. Па три пати бил неверојатно. најдобар асистент на лигата, најдобар стрелец на Германија на тоа светско, да не ги зборам, Да, значи и индивидуални и Има, клубски да, бројки, меѓутоа не и е награди стилот има, можда да. оно што сакаме да го гледаме. Добро. Сега доаѓаме до третата тема и нешто што го утебавме од зборење минатата сезона. Сега веќе откако седна на клупа малце послободно може да збориме за тоа дали е дрво или не е. Вели, Хари Мегвајер е најголемата измама во фудбал. Кога би играл во Спарта Прага, не би се двоел. Последниот дел ми беше најак дека кога би играл во Спарта Прага не би се двоел, само да поздравам вака Opposition X, Нед Рајарсон, Нане Матов, фала ви за ова прашање, сите тројца се сложувате околу. Истото. Да? Дека е превара, па не би рекол дека е превара, дека е overpriced, дека преплатен, тоа нема ни дека дискусија. е добар играч, добар е дека у Спарта Прага не би се двоел, не знам, не сум гледал Спарта Прага, па да кажам ништо, ама на светско за Англија се двоеше богами. Оно и како се викаше на Стварно- К има еден стопер добар. Во Спарта Прага, не, се Не, ама на светско се двоеше стварно добар, кога да е друг играч за Юнайтед, друг играч за репрезентација. Тоа ми е малку несфатливо, ама дека е неголема превара, има многу Притисокот поголеми можеби- превари. Апсолутно. Моментално играат многу поголеми Да. превари, ама ајде да не навлегуваме околу Грилиш. тоа. Си се слушна куче. Се надоврза на тоа Даријан МКД. Поздрав до Даријан, kitman.mk, се надевам дека ќе заследите, ќе си купите дресче од кај нив, ќе се подновите, што и да е. Даријан рече дека Хари Мегвајер би бил одличен ако игра во Италија. Се, ќе пробам да го објаснам ова. Мислам дека алудираше на тоа дека во Италија е пониско темпото и дека повеќе ќе му одговара на играч кој што можеби не е баш Дека има поголем простор за поспоро да донесе одлуки која топката во него, вака многу панично реагира, висок пресинг му играат и во Англија. Мислам дека би се snašao во било која лига. Сега Спарта Прага е малце too much, ама да, добра. Океј, констатација. интересна вака како, не знам, интересен предлог од Даријан. Јас не би рекол дека во целост ќе се сложам со тоа. Мислам дека треба далеку повеќе фудбалска интелигенција од она што го поседува Мегвајер за да игра За прво Италија? постава стопер во Италија. Да, дефинитивно. Да. Не, види сега, не правиме муавет Премиер лига и Италија, правиме муавет дали Хари Мегвајер може во Италија. Прво за да дотидеш во Италија, треба да научиш италијански. Хари Мегвајер сум добро. 100% сигурен дека не знае италијански. Добро, влагаш уср шептен, ама затоа и стилот го на игра му е кажам. добар за Италија, сега и Стилот која на екипа во игра, да. Италија, дали Наполи, дали Салернитана? Да, Или- Наполи дефинитивно не е, Салернитана е, пример го гледаме, Умтити во Лече е бок. Така. Па добро. Исто беше и со Мислам дека Кулибали во Наполи, па во Англија. Океј, како сакаат нека го користат? Кулибали тоа што го направи у Наполи не може никој да ми порече дека не бил бок. Така што онда батали. Супер тврдења, фала ви многу за тврдењава, ама продолжуваме кон следните пошто имаме уште 3 многу жешки теми што треба да ги обработиме. Една што мислам дека ти е апсолутно омилена за правење муавет за неа. Eigen Value на Twitter напиша Иниеста и Чави се просечни без системот на Барса. Се надоврза со тоа и рече, окей, да, се шалам, не се просечни, меѓутоа дека многу би паднало нивото на перформанс доколку не би играле во Барселона. Преценети или подценети? Не, во никој случај не се
подценети, пошто сите ги стават како најдобра историја, ама дека се без дека нема да бидат светска класа ако не се во Барселона, не се сложувам. Барем за Иниеста не. Чави Јас за Чави ќе се сложам дека каде и да би отишол ќе биде јак. Според мене знаеш мислењето за Иниеста, најпреценет фудбалер во историјата на светот, најпреценетиот фудбалер во историјата на светот. Едно време јас ќе ве потсетам, Иниеста заврши трет во изборот за златна топка. Тоа е тоа. Шпанскиот Джоален. Шпанскиот Джеси Лингард. Се шалам, нема врска. Мислам, идам во екстрем, ама интересно ми е тоа да го кажам. Јас сериозен сум. Добри играчи, дека системот на Барселона е бенефит, им била бенефит на многу играчи. Ја преби рекол дека Меси не би бил тоа, и гледаме. Индивидуално е добар, мислам дека има многу голема разлика во однос на тоа, пример Меси ако би бил без Барселона не би бил на 100%, бил на 99. Ако Иниеста не е во Барселона е на 30%. Го видовме во Кобе. Братот отиде во Кобе на 34, ќе потсетам, не отиде на стари години. Кобе 3 години се бори за останок. 17 години игра прва постава. Океј, да, не ни викам не. Потрошене, добро, не е оправдувано, Модрич на 36-7 гази, нели? Да, ама пак не знам, не би се сложило за Шпанија исто. Многу апсолутно, ама сам да кажам, нели, тоа целата екип, гледај, ова ми е зборот. Никој не вели дека Иниеста, јас не велам дека бил слаб фудбалер, меѓутоа јас велам дека не знам, имало такви фудбалери као можеш со лопата да ги ринеш, што го правеле тоа што го прави Иниеста на терен, во екипи каде што тој не е ниту седмиот најважен играч во екипата, некако го направија да биде топ 3 играч во светот и ден денес највачите на Барселона ти зборуваат како тој бил еден од најдобрите во историјата. Другари, Изов, онака. Давид Силва, што? Разбираш, Давид Силва е според мене доминантен над него. Давид Силва ја покори и Англија, и Шпанија, и светско, и европско, и се живо. Се согласувам. Малце поразличен стил, ама имаше овој видео во екстрема дека не се подобри од Казорла, тоа малце не ми се свига. Да, надолу се дообјасни. Ама надолу имаше и уште еден интересен реплей. Од Ракунот вели Бускетс е дефинитивно најпреценетиот играч на сите. Цел живот го зборам, Ракун исто мислење има со мене. Не знам кој дечко, мислам се следиме на Твитер, ама скроз дефинитивно ја тоа го зборам 10-15 години као. Работа му било да земе од Пујол и Пике, да му дае на Иниеста и на Чави на 2 метра до него и толку е као и да дзирка вака дали судијата ќе да е жут црвен што и да е. Добро, значи дефинитивно се сложам, да. Оверейтето нека скроз. Да. Јас ќе се сложам. Збрка ја Туре го плюка, го направи ништо за Бускетс да го вметнат и во однос на не во однос на кариера, да се разбереме. Значи кариерата му е практично перфектна. Зборуваме во однос на фудбалски квалитети. Фудбалските квалитети му се штури, ама се никакви квалитети нема, никакви ништо нека дно. Не озборно као дефинитивно преценет. Се сложуваме тука. Океј. Ајде одиме малку пак на кај серија А и Худафакумпо. Поздрав до тебе, кој што вели Лаутаро Мартинес е најпреценет фудбалер оваа деценија. Скромно. Оваа деценија. Во задниве 3 години, значи. Не, дефинитивно Лаутаро е преценет за мене, никош не сум бил фан на него. Гледаме на светско се обрука, добро на светско Лукако се обрука, сите од Интер скоро се обрука. Не е мојот од Интер. Се согласувам делно, малце хот тейк е ова за цела деценија. Баравме хот тейк, да. Да, ама за цела деценија оверите така задните 3 години пак има и повеќе играчи што се оверите, али многу шанси му се пружаат на Лаутаро. Да. И во Интер и за Аргентина. Дефинитивно ќе кажам дека не ги исполнува очекувањата. И пак фама околу него се дига. Не може Джеко повеќе предонесо за Интер него Лаутаро. Джеко што е Лаутаро вчера беше и капитен, не влезе во ниту една шанса против Порто. Една закасни. Да. Добро, да, јас ќе кажам исто така, ја разбирам улогата што ја има Лаутаро Мартинес, меѓутоа да, малку преценет во однос на тоа дека Интер бара некои си 100 милиони за него, другари полека. Па добро, Грилиш ако е 100, може Лаутаро 100. Па не може 100. Ќе ги смениме овие две за да завршиме со бомба за крајот, а сега тргнуваме со едно ново назначено име на клупата на Евертон. И многумина на Твитер ни го пишаа тоа дека велат Шон Дајш е подобар менаџер од Пеп Гвардиола. Хот тейк дефинитивно. Не се сложувам, не. Ама, окей, ајде, дали е преценет или подценет Шон Дајш, јас тоа ќе го прашам. Беше подценет, сега е преценет.
Така, апсолутно. Да. Многу се сложувам со тоа. А Гвардиола е преценет. Според мен е многу преценет. Као сум го плюкал и ќе го плюкам цело време. Оди екипи, оди екипи кај што има одврзано кеса, кај што знае дека ќе земе титула. Барселона, Бајер Михен, не знам, има само една лига на шампиони, а ги води. Две со Барселона. Добро, да, со истиот клуб, Барселона, да. исто 2009 и 2011. Да. Со истиот клуб. Ама сакам да кажам друго ништо не направила веќе 15 години, неговите екипи се најдобри во И Бајер најбогати. Михен, го наследи Бајер Михен кој освои лига на шампиони. Значи ги имаш И го изгуби сите купот играчи, следната сезона. Да, од Волсбург со Бентнер и со Де Бруйне. Смешно е, многу е преценет. Двајца да се прецените, а дека е подобар. Не е подобар Шон Дајч, не. Нонсенс е тоа, Не, дека не. види Види, има има- може исто го зборе за типов да не го ни зборам од Потер од Аха, Брайтон, да. добар му даде екипа кој Челси. Да. Значи Ја многу ќе се сложам со тоа со тебе, мислам Шон Дајч до пред ангажманов во Евертон, ќе речам можеби беше подценет, луѓето не глеdaa дека навистина со многу малку пари го одржува Банли во таа лига и сето тоа, меѓутоа ај сега да ги ставиме малку нели она што го кажав и минатата епизода од силата на реалистичност на нас и да видиме реално што направи тој со Банли. Значи се се тоа успеси. Се тоа успеси за Барнли, меѓутоа има причина зашто Пеп Гвардиола дошол до Манчестер Сити, разбираш сега за да го поминеш он даеш целиот момент на играње Лига на шампиони, освојување, менаџирање егоа во собликувална и сето тоа. На Европа лига играно квалификации, не знам дали влегува во група Барнли. Да. Сега доаѓаме на најбомбастичниот хот тейк у однос на преценети и подценети лица во фудбалот. Фикси на Твитер ни напиша: "Поздрав Фикси, не си морал, ама е." Вели Алекс Фергусон не е ниво топ 10 менаџери на сите времиња. Моментално не е, пошто не е тренер, не е менаџер, ама најдобар историја според мене Алекс Фергусон поради успех, оставштина, како да се вика, зима екипа како Юнайтед што тогаш медиокритет Да. Надолу. и го естаблира во клуб со најмногу фанови, во најмногу доминација во Англија. Да, во Англија во 90-тите и раните 2000-ти доминира. Да. Цело време има 2 лига на шампиони освоено, има 2 финали не изгубено, мислам дека. И најинтересниот податок дека од 98 до неговата пензија се нема спуштено под трето место. Да. Човек, чекај, се пензионираше смена на 2013. генерации, нова, да. Ако зборуваме за Алекс Фергусон, тоа е колку и да има освоено, каде и да бил, никогаш не може да е прецене, никогаш не може. Јас дури ќе речам подценете бидејќи малкумина забораваат за неговото освојување на куп на победници на куповите со Абердин и потоа победувањето во Европскиот суперкуп на Реал Мадрид. Да. Со Абердин го има тепано Реал Мадрид во 80 и која му доаѓа. Што прави ова мислам Фикси, знам дека не е за Челси, ама може да има комплекси и травми што и да е, не, озбилно како. Може се шали, не знам, ова небулоза, стварно. Се надевам дека се шалиш, Фикси, сега да. Поздрав, одговоривме како и да е. Што не гледа и што не следи, ама ова ја не се сложувам. Мислам дека 99,9% од Не се сложува, така е. следачите нема да се сложат. Така е. Може тука да ставиме крај на овој дел? Може. Ставаме тука крај на овој дел, преценети, подценети, не знам, пишете ни ги вашите мислења во коментар долу, што мислите, дали некои од овие наши мислења држат вода, дали реално повеќе се оправо оние кои што ни ги поставија овие теми за муавет, и што знам, останете да гледате Скратен корнер.